Добра вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Би започнала вака во ова ново издание на емисијата Ваш термин со едно мото кое што е мото на едно ново здружение, Храбро срце, а вели вака: запознавање и едукација на пошироката јавност со пациенти со имплантирана механичка циркулаторна потпора на срцето и вградено вештачко срце, како и подигање на свеста на граѓаните и институциите за нивно вклучување и соработка за подобро разбирање, поддршка и прифаќање, чија што состојба секако не представува трајно решение, туку само мост до трансплантација на срце. Пациентите со механичка потпора на срцето се поретки од ретките болести во нашата држава. Затоа од суштинска важност е поддршка од граѓаните и институциите. Заедно да го поминеме мостот, да покажеме колку е голема и несебична душата на нашиот народ и колку е возвишен чинот да се подари живот на еден човек. Тоа е мотото на Здруженијето на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето, Храбро срце. Со мене во студиото е Даниел Тодоровски, кој што е претседател на ова здружение. Чинам 4 декември беше денот кога беше избран за претседател. Ако нешто грешам, ќе ме поправи Даниел. Исто и тој е еден од оние сега вака 23 луѓе кои што во моментов им е неопходна трансплантација на срце. Кампања од Министерството за здравство за подигнување на свеста за дарување на органи се уште нема. Даниел, добре дојде во Ваш термин и ТВ Сонце. Благодарам на поканата. Така. Кажав, 4 декември беше денот кога бевте избран за претседател на Здруженијето. Да, 4 декември минатата година беше основничкото собрание на Здруженијето, али пошто името е многу долго. Така. Ние го рековме, тоа е Здружение на пациентите со вештачко срце. Храбро срце затоа што сепак треба да имате и храброст да легнете на стол и да ви се вгради таа машина во вас. На основачкото собрание сите пациенти во Македонија кои што имаат таа механичка потпора беа присутни, каде што ги усвоивме начелата, задачите и активностите за кои што вие кажавте кој е нашето мото. Така. Значи, она што ние го сакаме и го бараме, моравме да чекаме да се формира, да се оформи минималната група на пациенти, за да можеме да излеземе во јавност. Зашто бевме само 2-3, во меѓувреме оваја диагноза, кардиомиопатијата, се повеќе зима замав во нашата држава. Така. И се повеќе млади особи, што е загрижувачки, болуваат од таа диагноза и бројот на пациенти се повеќе и повеќе се зголемува, на жал. За жал. Кардиомиопатија, колку што можам јас да вака од сите оние емисии досега што сум го водила, тоа значи ослабната работата на срцето. Значи инжекционата фракција, тоест силата на срцето слабее. Особено левата страна на срцето и тоа се покажува со таа инжекциона фракција каде што знае да падне 17, 18, 20 и веќе тоа представува проблем за нормално одвивање на животот на секој од тие пациенти. Што практично, еве конкретно да кажеме збор два Здруженијето, па потоа ќе ја прашам и за вашата состојба, што практично планирате да направите, како што кажавте, доаѓате и од состанок со министерот за здравство, што се случи? Да, еве конкретно ние бевме со Бајлево на состанок со министерот Венко Филипче, благодарам за приемот, што не прими, на кој што разговаравме за 5-6 теми кои што се од витална важност за нашите пациенти. Значи, првото тоа е дека ние како пациенти бараме да се изнајде начинот и формата да се доделат лиценци на здравствените организации во Македонија кои што би ја вршеле трансплантацијата на органи, за кој што најдовме на разбирање. Оно што беше многу важно, за кој што разговаравме, а тоа е дека тоа се два сегмента. Значи да се вклучат во позитивната листа на лекови, препарати кои што влијаат на подобрување на работа на срцето не само кај нашите пациенти, туку општо во популацијата, за да се подобри работата и појачи работа на срцето, новите молекули, новите препарати што ги има во светот, да бидат достапни до сите пациенти во Македонија, за да подобриме и целокупната состојба во здравството
И она за нас најважно, а тоа е дека се договориме да отпочнеме национална кампања за подигнување на свеста за органодонаторството и трансплантацијата. За да можеме да отворено разговараме за сите теми, не затворено, не со страф, туку да на луѓето им предочиме дека тоа не е некој баук. Туку треба отворено да се разговара. А тоа отворено разговарање значи колку е вас гостувањето во други телевизии, да ги кажеме нашите приказни, да луѓето сватат дека има нешто позади тоа и дека треба полека да се отвориме. Ако во Европа органодонаторството е на високо ниво, зошто Македонија да биде исклучок од тој дел? За жал кај нас е на многу ниско ниво, никако дури воопшто и да нема. Па и оние кои што потпишале изјава за органодонатори дека ќе бидат, во нивната фаза на мозочна смрт, каде што може да се изведе органодонителството, треба да реши нивната фамилија. И нивната фамилија до сега не се сложува да се екстрахира, да се земе органот за да се спаси друг живот. Значи ние сакаме да почнеме таа приказна полека да ја работиме, да раскажуваме дека тоа не е ништо надвор од она кое што е нормално во целиот свет. Зашто ќе побараме? Зборам отворено ќе побараме, а мислам начално добивме согласност и кажано ние и од верските заедници. Значи да го премавнеме оној мост, дека тоа нема ништо со верата, нема туку најплеменитиот дел да подариш орган на некој да живее, да му подариш живот. Да. Меѓутоа велите дека некој како поединец се согласува, меѓутоа семејството не се согласува. Което е закон што, например, се слуша семејството? Последниот збор, има ли некој закон? Може ли нешто тука да се промени? Ако веќе некој навистина сака да го направи тоа, зошто семејството подоцна да одлучува? Законот за трансплантација на ткива и органи предвидува да во рок од 6 часа од мозочната смрт биде повикано фамилијата, семејството и да дадат согласност за трансплантација. Тоа е законски. Ако 3/4 од семејството не даде согласност, трансплантацијата не може да биде извршена. Тоа е законска регулатива. Инаку, према согласно истиот закон, секој жител, државјанин на Република Македонија е потенцијален донатор, значи е донатор, освен ако не потпише таква изјава кај нотар и ја достави до Министерството. Инаку тој е донатор согласно законот. Но сепак последниот збор го има фамилијата. Кажете ни за вашиот случај, значи претпоставам дека може и торбичката да ја покажеме вака. Тоа е нешто со кое што постојано сте насекаде, дури како што кажавте пред малку, дури и спиете со неа. Значи вие сте во некоја фаза сега на тој мост на премин до трансплантација на срце. Колку време можете вака да функционирате? Има ли одреден временски период каде што можете еве со оваа опрема да се движите секаде и да функционирате? Вака, значи ова е опремата што секој наш пациент ја носи со себе. Вонатре тоа се вика DriveLine, вонатре е компјутерскиот систем, заедно со батериите кои што го преку кабел поврзано со нашето тело и тој кабел оди директно во срцето каде што е машината. Ние кои излагаме надвор, го носиме ова, плюс видовте, јас имам ранец и секој од нас има ранец, во кој што има резервни батерии. Батериите траат меѓу 16 и 18 часа едниот пар и после тоа и другиот пар. Дома кога сме, тогаш имаме ние единица за помнење, која што е со кабел и ние сме приклучени директно во електростопанство, во електрична струја. Значи, таму батериите не ги користиме дома, туку ги ставаме на полноќ, за да ни се полнат за кога ќе излеземе надвор, а ние мораме да имаме физичка активност секојдневна, за да ни се подобра состојбата. Така, не е добро ни постојано да сте... Не, лежење не, туку мора да се движиме. Мора да пиеме течност, затоа што машината која што врти наистина со големи обртаи е таја која што бара течност, не било која туку вода. И морам да кажам дека благодарение и на фондот и на Министерството за здравство, благодарение на клиниката Жан Митрев, Систина, државна кардиохирургија,
лани почнаа овие операции да се прават во Македонија. Така. Значи, За привремено тоа решение. Тоа е привремено решение, со тоа што ние сме среќни, ние сме со третата генерација на машини, Така. кои што негде меѓу 7 до 10 години им е рок на траење. Имаме наш колега Исмет Нухију, кој што има ТАХ, тоа е тотално пластично срце. И тој има, таа машина има рок на траење 6 месеци. Тоа е веќе година дена со таа машина. Што викаме ние, нашиот жаргон се насмееме, тоа е со поминат рок. Така. Но, затоа ја почнеме оваа кампања акција, ајде да почнеме да зборуваме на таа тема. Така, да, малку да не биде доближиме баук. до луѓето, да. Барем и сите оние кои што не следат, нели, ако треба веќе да одлучуваат за нешто такво, малку да како да кажеме, да се отворат кон овие проблеми, да ако треба, нели, да го потпишат тоа што некој член од нивното семејство го имал како желба, за да еве на некој како вас им подари живот кој што навистина му е неопходен. Во случајов тоа е, нели, донирањето на срца, секако претпоставам дека постојат и многу други проблеми со други органи на кои што им треба трансплантација, меѓутоа говорим еве конкретно за срцето. Како функционирате? Значи постојано кажувате дека сте приклучени на апаратот, како кога треба, нели, да поидете во бањата, сето тоа постојано е со вас? Вака ние не постојат ли некои ризици? Ризици постојат и во секојдневниот живот и без да одиме во тоалетот или во бањата. Значи ние имаме посебна ташна, така, која што е специјално за бањање. Во нејзе се поставува повторно целата опрема и ние не можеме и не смееме да влеземе во вода. Туку има специјален начин и третман на миење, на лична хигиена, која што е многу важна, особено важна за сите нас пациентите, затоа што ние мора да држиме чистиот контакт меѓу телото и кабелот. И сите тие работи ние ги учиме како постоперативни едукации во болниците каде што сме ние оперирани. Значи, обуката имаме и тука ќе не обучат и за промена на апаратите, и за промена на батерии, и за лична хигиена, тоаш одиме и дома, но имаме, сите сме должни еднаш на 7 или 10 дена, зависи како, да ги вршиме промена на преврските. Тие преврски... Каде ги вршите преврските? Па некои од нашите колеги ги вршат дома, пошто нашите фамилии се обучени, поминаа обука за тоа. Некои ги вршат во болниците каде што се оперирани. И во исто време вршиме мерење на коагулацијата на крвта, ИНР, која што мора да биде во рамките на пропишаното, за да не дојде до згрчување на крвта, па да добиеме тромбоза во машината, да застане. Така да има доста едукација пред да не пуштат дома. Само уште како за крај би ве прашала дали воопшто се спомена за кампања со министерот за здравство? Да, тој ни кажа дека ќе не подржи министерот за здравство. Ние после овој разговор со вас ќе имаме состанок со господина Душко, председател на Сдруженијето Нефрон. Така. Значи сакаме да ќе направиме да формираме заеднички тим, каде што тој тим ќе подготват програмата и буџетот и се за национална кампања за цела година, не за месец-два. Така. Каде што таа програма ќе усогласиме со Министерството за здравство и планираме во март месец да почнеме и да таа кампања ја промовираме заедно. Така. Ви благодарам што направивте напори да дојдете во студио и да кажеме, нели, да ја пренесеме вашата приказна. Јас како новинар и емисијата Ваш термин ви стоиме секогаш на располагање за сето она што треба да го презентираме и во однос на кампањата и во однос на сите оние проблеми кои што ги имате и секако остануваме во контакт и за се што треба ќе благодарам. Само ќе ми дозволите на крај би сакал да ипак им честитам на клиниката Жан Митрев. Добро. Оваа година слава 20 години од кардиохируршката работа. Така. Грот од нашите таму се оперирани членови здруженија се оперирани во Жан Митрев. Благодарение на доктор Жан Митрев за операцијата и за постоперативните напори на доктор Тања Анчушева и целиот тим, целиот тим кој што максимално даде напори да застанеме на нос. Ова ни е вториот живот.
благодариме. Так. Тука некаде, значи, ќе направиме мала пауза. Секако тука не е крај на емисијата Ваш термин. Продолжуваме за куса пауза после джинглот да ги пренесеме приказните на Маја и на Дарко. Маја на која што исто и Дарко имаат биват, а Маја е единствената девојка во Македонија и Европа која што е вграден биват, па останете со нас да проследите до крај цела емисија. Еве сме повторно назад во студиото, како што кажав и пред да го завршиме разговорот со Даниел. Во вториот дел од емисијата ќе бидат овде со мене во студиото Маја Цветанова и Дарко Најдевски. И двајцата имаат биват за да можат да функционираат во секојдневието. Меѓутоа јас сега не знам што е тоа биват. Благодарам што пред се што направивте напори да дојдете во студиото да ги раскажете вашите приказни, се со цел да допрат до нашите гледачи, до јавноста, пак да влијаеме на нивната свест за подигнување на донирање органи. Првин со кого да почнем? Ајде, Дарко, со тебе. Што значи тоа биват, да ни објасниш? Здраво. Биват значи, просто кажано, две пумпи кои му помагаат на срцето во неговата природна работа. Една е поставена на лева комора, другата е поставена на десна комора и така се така всушност работи срцето. Му помагаат на срцето да работи правилно. Кога ви беше диагностицирана диагнозата кардиомиопатија, кога беше тоа и колку посто тогаш ви кажа дека веќе работи срцето? Од 2016 година беше диагностицирана кај мене дилатативна кардиомиопатија на левата страна од срцето. Тогаш не се знаеше што е тоа, бидејќи најнаш беше од дна нога што се вика. Така, немаше никакви проблеми? Немав никакви проблеми, само имав просто задишување, не губев воздух и тоа се обратив на лекар. И тоа ми беше запрепастувачки, тоа слушнам дека имам проблем со срце, бидејќи бев физички активен, многу бев физички активен. Немав никаков проблем. При најмал напор чувствуваше такви симптоми или да, и кога? Да, и при најмал напор постепено тоа доаѓа и имав такви проблеми. Задишување, не можев да дишам. Диагностиката оди со ехо? Преку ехо? Диагностика го утврдуваат? Да, преку ехо и преку ЕКГ. Има неправилности на работата. Движењето на срцето. Дарко, кога ви беше вас поставен биватот? Биватот беше поставен пред 10 месеци, бидејќи немаше друг излез за мојата ситуација. Јас со ова проблематика, ќе речам, се занимавам уште од 2016 година, кога ми беше диагностицирано тоа во кардиолошки завод во Охрид. Таму едноставно ќе речам ме спасија. Благодарност за сите доктори таму. Но никаде имав диареја, ќе речам. И почнав нагло да се тресам и изгубив свест и све. Подоцна ми го кажува тоа. И така дојде до ова дека тоаш ми падна многу срцевата снага. Беше негде околу 15%. Па, така нешто, и можда и помалце. До некоја година, значи до пред 10 месеци, јас можев да издржам со лекарства. Ме држеа лекарствата. Така. И си работив и функционирав, да речеме, нормално. Така. Не имав никаков проблем поголем. Освен тоа што не можев, имав пак задишување, немав многу поголема физичка активност, додуша едно време и бев веќе речиси до нормала дојде. Па пред 10 месеци нагло, рапидно опадна снага. Не помага веќе лекарства. И мораше да се. Мораше да има интервенција. Така. И ево сега носам 2 пумпи. Сум задоволен со тоа. Значи сепак е направо можеш да живееш. Така. Не е некој си
лошо оживење. Можеш да живееш, но имаш многу голема обврска и многу големи... Така. Ајде малку подоцна ќе објасниш за тоа како се функционира нели со овие апарати на вас. Маја, ти посакувам и тебе благодарност и добри дојде во ваш термин и што еве направивте напор да бидете дел од ваш термин и од оваа приказна. Значи, единствена девојка која што во Македонија и Европа која што има биват. Ви благодарам на поканата. Значи, јас сум единствена девојка од Македонија што носи биват, 2 торбички, механичка потпора на срце за левата и десната комора. Има уште едно девојче која носи еоват, Ања од Штип, механичка потпора за левата комора на срцето. И животот, како да објаснам, не сакам да се жалам, јас не сум човек што се жали, е многу тежок, не е нормален животот, но сепак го сакам животот, му се радувам на животот. Денот ми почнува на струја, ми завршува на струја, практично живеам на струја, на батерии, навечер сум уклучена на струја. Така, како што и ни објасни Даниел во првиот дел од разговорот. Навистина, многу, како да кажам, постојано треба да внимавате на све. Сега имаш 32 години, за Дарко 27, така? Да. На колку години ви беше диагностицирано дека веќе имате слаба работа на срцето? Пред околу 6 години бев болна. Во тоа време владееше свински грип во Македонија. Добив тешка бронхопнеумонија. Дали може да е тоа последица некоја? Можно е да е последица, можно и да не е. Предходно имавте некои здравствени проблеми? Како мала прележав леукемија, ја преживеав, така. бев успешно излечена, сум многу среќна. И пред 6 години почна моите здравствени проблеми. Така. Бев излечена од вирусот, од вирусот, да, така. Успешно, но пролетта почнав ненадејно да оттекувам нозете, стомакот. Не можеа да ја најдат во мојот град причината. Ме пратија во Скопје. Никаде на ЕКГ не покажа дека срцето ми е ослабнато. И така тие дека испитуваа причината, јас цело време се полнев со вода. И на крај завршив на државна кардиологија, каде што ми беше диагностицирана дилативна кардиомиопатија. Мојата лева комора беше оштетена и тогаш во тој момент пумпната снага на срцето ми падна на околу 25, но со лекарства, третман во болницата се оправи на околу 47%. И така продолжив во тие 6 години да бидам под терапија. Во исто време ми беше диагностицирана хипертироидна со токсичен јазол на левиот лобус. Исто и тоа ми беше покриено со терапија, тој проблем. И така живеев 6 години, од време на време исто се полнев со вода. Бев покриена со терапија цело време, се до пролета оваа година, каде исто така стомакот ми беше полн со вода, почна ненадејно да ми снемува сила, да не можам да се качувам по угорнини. Имав проблеми со дишењето, чешање по кожата цело време. И бев хоспитализирана повторно. За околу 7-8 дена така беше, ме отпуштија во болница, ми кажаа дека сум во ред, но симптомите дома продолжија. Не можев да дишам, да се качувам по угорници. Заборавив да спомнам дека бев многу активна личност пред да се разболам и после продолжив со активности. Се занимавав со спорт, со пешачење во природа. Не можев. Оваа година пролета многу ми опадна силата. Симптомите продолжија и моето семејство одлучи да ме однесе на приватен преглед во клиниката Жан Митрев во Струмица. Докторот ја виде мојата состојба и десната и левата комора почнале брзо да опаѓаат и ме препрати кај доктор Жан Митрев и доктор Тања Ѓушева во Жан Митрев клиник во Скопје. И така во јуни одлучија да ми биде имплантирана и лева и десна
Овие апарати пумпа, што ги носите да. со себе, може и Биват. камерата да ги забележи. Да. Значи две торбички кои што постојано се со вас. Да. И Дарко во Жан Митрев го Да, исто, значи исто, двајцата сте Да. ти Да. кажа 10 месеци, Маја ти. Околу 7,5-8 месеци. Да, да ве прашам, кажавте дека е како е сега функционирањето? Чувствувате ли некои како да кажам здравствени тежини? Како функционирате со апаративе? Дали имате енергија? Дали ги имате повторно понекогаш тие проблеми на задишување, на самор и така натаму? Па сега за сега се чувствуваме добро. Добро. Значи, Е, меѓутоа ова не е решение, како што Ова кажам. не е решение, Така. нормално, но пак со промена на време, бидејќи пак извршена интервенција, ма секоја промена, мала промена на време, ни Делува. ни шкоди, не знам како. Не е пријатно, значи те боли, те имаш главоболка, покачување на притисок. Па Колку време можете да функционирате вака се додека нели не се случи трансплантација на срце? Па во светот најмногу што може досега, барем колку што е испитано тоа, колку што ни кажале, ни кажуваат дека отприлика негде најмногу што поминал човек со една пумпа или со две пумпи било негде околу 15 години во светот. Но би биле не е вие тоа посреќни решение. кога би имало нели Да. донори Да. за срце да ви се направи трансплантација на срце за да имате на вистина нормален живот. Во секој случај ова не е нормален живот кој што вие го водите. Значи да пренесеме до нашите гледачи, значи сепак еве апелираме до сите оние кои што не следат сите оние семејства кои што треба да одлучуваат за некој кој што одлучил да ги донира своите органи, на вистина да бидете хумани и да дозволите. Знам дека е тешко, нели секогаш кога се носат такви одлуки е тешко, меѓутоа еве затоа денеска ги викнавме да ни бидат гости во студиото и Дарко и Маја и Даниел за да ги слушнете нивните судбини и да слушнете на вистина колку им е потребно на нив трансплантација на срце за да го продолжат нивниот живот нормално. Кажавме дека постојано сте или со батерии или приклучени во струја. Дали сте како да кажам активни во секојдневието, работите нешто или моментално не смееме да работиме. Не смеете, значи Не смееме да работиме. морате да внимавате. Внимавање, пешачење, Така. можеме да шетаме, можеме да Морате и да се движите, меѓутоа да не претерувате. Мора, Така, се умерено. Диета, Режимот на исхрана исто режимот на претпоставувам. исхрана, да. Така. И уживање, да не е многу напнато, да нема нервози, да нема стрес, да нема возбудување. Да, јас би сакала да додадам дека јас бев многу независна личност. Патував секаде сама. Сега претпоставам ви е многу тешко. Сега ми е многу тешко, јас зависам од некој. Мора да има некој со вас да има постојано. со нас постојано. Зависам од струја, зависам од батерии. Како жена планирав да си основам семејство, не можам. Така, поради причини. Да, се надевам дека ќе се реши брзо мојот Вашиот проблем. проблем, да. Бидејќи е многу тешко за една жена, посебно да ја носи таа тежина, еве и вие сте жена, би можеле да подигнете да видите Колку е тоа? колку е тешко, напорно. колку е тешко на градиот дел да се носи. Имам се уште рани кои ми ги прават каишите. Не де Боже, може и тумор да добијам од напор. Многу е тешко и за циклусите Така. од терапијата за антикоагулација што ја пиеме. Моите циклуси траат по 14 дена и тоа се обилни циклуси со големи болки. Тежок е животот со биват, многу сакам животот, верувам дека ќе се најде решение, се гледам себе си во иднина без биват. Така. Верувам во љубовта на нашите граѓани, на македонскиот народ кој низ историјата се покажал како хумен народ со големо срце. така. Ние сме многу мала земја, Така. но со големо срце. И знам дека ќе успееме. И ние и со поддршка на граѓаните, на институциите, знам дека сите ќе помогнат. Верувам. Така. Позитивно Да. сум настроена. Се надевам јас дека ќе биде така уште повеќе токму поради тоа сте нели овде и вие и Даниел се со цел нели да
да ги пренесеме вашите приказни, да ги слушнат директно од вас сите оние проблеми и маки кои што ги имате во однос и на нели на овие апарати што ги носите со вас, на тежината, на постојаниот страф нели во секојдневието како Многу сето тоа ќе тешко, функционира, многу, дали да. ќе престанат батериите или дали не и како нели Би ќе влијае на сакала, вашето здравје. Да додадам нешто, најголем шок ми беше кога видов дека од стомакот ми излегуваат каблови, тоа ми беше голем шок. Така. Стомакот на една жена да излегуваат каблови. Тежок е животот, постојано мора да се пази, да не се удриш, да... Така. Многу е... Значи, по постојан страв живеете, Да, така по постојан страв, Така. но сепак има и надеж. Така. Да. Се надевате дека сето ова ќе допре до нашите граѓани. Ние со Даниел говоревме дека пред малку и се сретнал нели со утринава се сретнал со министерот за здравство, дека и ќе се потрудат да направат и една кампања за подигање на свеста кај граѓаните. Јас себе му ветив дека ние како медиум, јас како новинар сум тука, стојам на располагање се што треба нели во корист на сето ова, ќе допринесеме и како медиум и како емисија да информираме до јавноста, да допре до сите оние кои што нели ќе не слушнат и кои ќе не видат. Јас ви посакувам од срце да што побрзо се решат овие проблеми, да што побрзо најдете донори, нели, да си го добиете она вистинско срце, трансплантација да имате и да почнете еден нормален живот. Би сакала да додадам еден апел до нашите граѓани, до нашите институции за органодарителство. Еве како што кажав, ние сме луѓе што знаат да сакаат, луѓе со големо срце, мала држава, но знам дека ќе постои кај нас интерес за органодарителство, па можеби ќе станеме и водечка земја во органодарителство, подобри од Шпанија и од Хрватска. Так. Зошто да не? Да, И и би јас се надевам дека ќе сакала, биде така и верувам, бидејќи навистина има уште луѓе кои што навистина се човечни и во срцето и во душата, за да можат да помогнат некому. Би да подарат сакала живот. да се заблагодарам на доктор Жан Митрев, на доктор Тања Ањушева за страпението, за помошта, за тоа што ми го спасија животот, што ме доведоа до овој мост до трансплантација, кој се надевам дека сите заедно ќе го поминеме, дека Така. ќе се реши проблемот. Така, Дарко, дали имаш нешто да додадеш? Исто така, би сакал да се заблагодарам на сите државни кардиологи, државен кардиолошки завод Охрид, кардиологија, кардиохирургија Скопје и голема благодарност до доктор Тања Ангјушева и доктор Жан Митрев, што ето се нафатија да ги направат овие, бидејќи јас сум прв во Македонија, а можда и во Балканот што носи биват направен операција во Македонија и на Балканот. Поздрав секако и до доктор Жан Митрев и до неговата клиника и до нивната нели работа која што ја прават се со цел нели да им помогнат на луѓето кои што имаат проблеми со срцето. Јас тука ќе ви се заблагодарам, значи уште еднаш ќе ви посакам што побрзо да го решите вашиот проблем, значи да се подигне свеста кај нашите граѓани, да има донори на срце, се со цел нели да се изврши онаа трансплантација на срце за да, како што кажавме, имате нормален живот. Благодарам и посакувам навистина многу здравје и многу Благодариме на многу поканата успех. и поддршката. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот на денешното издание на Ваш термин. Бидете хумани, значи подигнете ја свеста да донираме органи, значи сите граѓани во Република Македонија, оние кои што, како што кажа и Даниел на почетокот, имаат, како да кажам, веќе се согласиле нели да ги донираат своите органи, нивните семејства да бидат нели уште похумани, да испочитуваат одлуката на оној кој што сака да донира органи, се со цел на овие млади луѓе пред се и на сите останати кои што им е потребен било каков орган, во случајов нели срце, да можеме да им ги спасиме нивните животи, да имаат нормален живот. Ви благодарам уште еднаш за вниманието. Ние повторно се гледаме со 7 дена во исто време, понеделник 17:10.